колегата Дејан Андоновиќ на зумовска врска. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Дејан, што е денеска најважно во светот? Има ли воопшто нешто важно да се случува или светот спиеше во изминатото деноноќие? Па, светот не спие ни дури кога беше она најголемиот удар на ковид пандемијата. Знаеме за Израел, 8 дена, 8 ден, борбите се интензивираат, израелската армија, израелската влада не попушта, продолжува со гранатирањето, ракетирањето и нападите врз целите на Хамас, на палестински Хамас, кои се стационирани во појасот Газа. Можеме да ги видиме оние жалосни, страшни слики на тоа како се ракетираат и уништуваат цели стамбени згради. Како образложение, израелската армија соопштува дека тоа се упоришта на Хамас, на палестински Хамас, тоа се оние милитанти кои се возвраќаат и го напаѓаат Израел. Значи, двете страни се во судир. Јас едношка реков и повторно ќе кажам истата реченица, лоша или тешка интеграција, уште потешко раздвојување на палестинците и израелците. Она што е како биланс денеска е 212 починати, односно загинани палестинци, десетина израелци, но она што е страшно е дека меѓу овие жртви има голем број на деца и жени. Тие податоци ги знаеме. Дејан, во позадина се говори дека американците и кинезите имаат големи иницијативи, тивки, дискретни за разрешување на спорот, а од сабајга утрина читав негде дека и египетското разузнавање е присутно на теренот, каде што се обидува да направи некаков диалог помеѓу двете страни. Што се случува зад сцената? Проблемот е што покрај египетското разузнавање вмешано е и иранското разузнавање. Ке подсетам, Иран е спонзор на оние групи на проирански Хезболах кој е во Либан и кој им дава логистичка подршка на Хамас, но и на самиот Хамас. Денеска Советот за безбедност на Обединетите нации по четврти пат ќе се обиде земна нела повторно да се сретне и да усвои некаква заедничка декларација, резолуција за прекин на огнот, но тука е судирот што ти самиот го кажа, помеѓу двете постојани земји членки, тоа се Кина и Соединетите Американски држави. Дури Пекинг пред 3 дена и даде една еуфорична соопштение во кое ги поддржа палестинците, што дополнително фрли да кажеме дополнителна тензија во овие односи. Именно американците се противат на усвојување на заедничка декларација, сметајќи дека дипломатијата од позадина може многу повеќе да направи одошто формалната таа декларација на Советот за безбедност. Вклучени се сите, ќе видиме денеска има Совет за безбедност, во четврток има закажано генерално собрание на Обединетите нации. Се надевам дека и светот очекува дека светот обединето ќе се обиде да ги врати или да го запре за сега оружјето помеѓу Израел и Хамас. Само за волја на вистината сакам да кажам дека и Хамас не останува должен. Над 3000 ракети до сега се испалени врз градовите во Израел, каде што исто така има штети и жртви, но она што е многу важно да се каже во целата оваа приказна, се обидувам неколку пати во анализите да потенцирам дека не се работи за судир помеѓу евреите и муслиманите, туку се работи за нешто многу посуштински внатре одошто она што на прв поглед се гледа, па оттаму и нема стравување дека соседните муслимански држави ќе би можеле да се вклучат и обединат во некаква нова 7 или 8 израелско-арапска војна. Се работи за нешто сосема друго, каде што ако можеме да приметиме, Израел војува со Хамас во појасот Газа, но не и со палестинската управа на Фатах, на Махмуд Абас, на некогашниот лидер Јасер Арафат, кои се многу поумерени и кои не се согласуваат со мерките кои Хамас ги презима, а тоа е да напаѓа израелски цели во Тел Авив па и Јерусалим. Затоа ќе видиме што ќе се случува. Веројатно офанзивата израелска ќе запре многу брзо, бидејќи како што вели самиот генерал-штаб на израелската армија, целите се постигнати. Останува да видиме Хамас до кога ќе пружа отпори, доколку ќе биде жилав и докаде е подготвен да оди, бидејќи оваа војна не води никаде, ниту Хамас ќе може да направи било што против Израел, ниту па Израел ќе може да искорени желбата на палестинците да имаат некаква држава. Да, таа желба е многу давнешна. Јас памтам од историските читанки 47-48 година, откако е воспоставена израелската држава, трајат
тие напори и морам да кажем дека во меѓувреме палестинците изгубија над 85% од својата територија, бидејќи во децениите што следува уште од онаа прва израелско-арапска војна во 48-та година од минатиот век, кај што беа вмешани од Ирак, Египет, Сирија, мислам дека беа Јордан се разбира. Јордан, Либан, сите. Зашто само да кажам за нашите гледачи. Практично 47 или 48 година договорот беше Палестина да биде поделена на Израел, на еврејски дел и на палестинците. И палестинците тогаш можеа да ја добијат таа држава, но поради некои интереси на одредените и останатите арапски држави, тие ги убедија палестинците да не ја прифатат таа поделба и да ја добијат државата, сметајќи дека Израел треба да е цел палестински, односно арапски. Тука ја загубија главната шанса Палестина да ја добие независноста. Од тогаш до ден денеска вкупно 7 израелско-арапски војни имаше, каде што Израел секогаш победуваше. Ова е сега четврта војна, како што самиот рече Нетањаху, на Израел против Хамас. И сума сумарум, она што сакам да го кажам за целата состојба е дека тоа стана нерешливо прашање. И ти си малце повозрасен од мене, и јас долго време ја следам оваа состојба и морам да кажам и да констатирам дека многу наши колеги кои следат меѓународна политика не доживеа во својот работен век да го видат крајот на израелско-палестинскиот. Да заклучиме уште само со една констатација дека можеби ова што се случува во изминатите 10 дена во Израел е крај и на политиката на Нетањаху, која што инаку се нарекува однадвор кон внатре, outside to inside, outside in. Тој се обиде, решавајќи проблеми со соседни арапски земји и несоседни арапски земји, да го решава палестинското прашање, нега и со овај еден бран од подпишување на договори за нормализација на односите со некои арапски земји. Меѓутоа, очигледно дека таа политика крахираше и очигледно и дека практично не може да се занемари палестинското прашање во самиот Израел и тоа да се решава однадвор преку разноразни арапски лобирања. Добро, Дејан, претпоставам дека ќе имаме за жал прилика и утре и задутре и понатаму да се занимаваме со ова, па ќе видиме што ќе донесат наредните. Само за крај би сакал да констатирам дека Бенјамин Нетањаху ги загуби последните избори, веројатно после овој конфликт ќе мора да ја напушти премиерската функција, се соочува со некакви обвинувања за скандали, па оттаму нели според оној дил што го имаат внатре во израелската политика е додека трае војниот конфликт, новата влада нема да дојде во Израел, па веројатно Бенјамин Нетањаху малку си го продолжи мандатот. Од друга страна и Махмуд Абас, палестинскиот водач на Фатах, на умерениот Фатах, се уште нема на избори меѓу палестинците од 2006 година, што дополнително доаѓаат критиките од палестинците, бидејќи се смета дека Фатах нема некаков рейтинг меѓу палестинците. Оттаму овој конфликт испадна дека им ги продолжи политичките кариери и на палестински Фатах и на израелската влада на Бенјамин Нетањаху. Ќе видиме кога ќе заврши, што ќе заврши.